Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате четвртиот дел од книгата Исус во Индија. Оваа книга е напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам. Имам Мехди ветениот Месија, основач на Ахмадија муслиманскиот џемаат. Прво поглавје. Сведоштво од Евангелието. Христијаните веруваат дека Хазрети Иса алейхи селам Исус бил уапсен и распнат заради предавството на Јуда Искариотски, дека подоцна бил оживеан и воздигнат на небото. Деталното проучување на Евангелието, меѓутоа, сосем го побива тоа мислење. Во Евангелието по Матеј 12:40 напишано е: Оти како што Јона, Јунус, беше во утробата на китот 3 дни и 3 ноќи, така и Синот човечки ќе биде во срцето на земјата 3 дни и 3 ноќи. Матеј 12:40. Сега се знае дека Јунус, Јона, не умрел во утробата на рибата. Се што се случило е тоа што бил во несвест или во кома. Честните Божји книги сведочат за тоа дека Јунус, Јона, по Божја милост останал жив во утробата на рибата, дека излегол жив и дека неговиот народ конечно го прифатил. Ако тогаш Иса алейхи селам Исус умрел во утробата на рибата, каква би можела тогаш да биде сличноста помеѓу мртвиот и живиот и обратно? Вистината е дека Иса алейхи селам Исус бил вистински пратеник и знаел дека Бог кој го сакал ќе го спаси од проклета смрт. Така тој, врз темел на Божјата објава, предскажал во облик на парабола и појаснил дека нема да умре на крстот, нити ќе ја испушти душата на проклетото дрво, туку дека напротив, како пратеникот Јунус, Јона, ќе биде само во состојба на несвест. Преку парабола, тој исто така напомнал дека ќе излезе од утробата на земјата и дека ќе му се придружи на својот народ и дека како Јунус, Јона, ќе биде почитуван. Така ова предскажување било исполнето затоа што Исус излегол утробата на земјата и заминал кај своите племиња, кои живееле во источните земји, како што се Кашмир и Тибет. Тоа биле 10 израелски племиња, кои во 721 година пред Иса алейхи селам Исус биле заробени од Шалман-Насар, кралот на Асирија, и биле приморани да ја напуштат Самарија. На крајот овие племиња дошле во Индија и се населиле во различни делови на оваа земја. Иса алейхи селам Исус морал да крене на ова патување, зашто Бог како цел на неговото пратеништво одредил тој да се сретне со изгубените еврејски племиња, кои биле населени во различни делови на Индија, заради тоа што тие биле изгубените овци на Израел, кои ја напуштиле својата прадедовска вера после населувањето на овие предели и повеќето од нив станале будисти и постепено почнале да се клањаат на идоли. Доктор Берние, врз основа на тврдењата на многу угледни научници, изнесува во своите патувања дека кашмирците всушност се евреи кои се доселиле во оваа земја за време на политичките немири, за време на кралството Асирија. Во секој случај, за Иса алейхи селам Исус било неопходно да најде каде живеат овие изгубени овци, кои доаѓајќи во Индија се измешале со останатите нации. Јас сега ќе наведам неколку сведоштва за да докажам дека Иса алейхи селам Исус всушност дошол во Индија, а потоа дел по дел патувал до Кашмир, дека помеѓу будистите ги открил изгубените израелски племиња, кои конечно го прифатиле на начинот на кој Јунус, Јона, бил прифатен од својот народ. Тоа било неопходно затоа што Иса алейхи селам Исус во многу наврати и со толку многу зборови сам кажал дека тој бил испратен кај изгубените овци на Израел. Од друга страна, за него било неопходно да ја избегне смртта на крстот, зашто во Светото писмо е наведено дека е проклет секој што ќе биде обесен на крст. Изразот проклет има такво значење што би било голема грубост
и неправедност да се употреби за некој кој бил избран од Бога, како што бил Иса алейхи селам, Исус, затоа што во согласност со прифатените гледишта на сите оние чиј мајчин јазик е арапскиот, лаанат или проклетство се однесува на состојбата на нечие срце. За човек се вели дека е проклет кога неговото срце, оттуѓено од Бога, станува црно, кога лишен од Божјата милост и Божјата љубов, лишен потполно од неговото знаење, слеп и глув како шејтанот, станува исполнен со отровот на заблудата, кога во него не остане ни зрак од Божјата љубов и знаење, кога врските на љубов и верност се скинати и кога помеѓу ќе се појави заемна омраза, презир, злоба и непријателство до таа мера што Бог станува негов непријател и тој станува непријател со Бога, и Бог се заситува од него, и тој станува сит од Бога. Накратко, тој станува наследник на сите особени на шејтанот. Тоа се причините заради кои и шејтанот е наречен проклет. Очигледно е дека зборот проклет е толку гнасен и нечист што никогаш не може да се примени за праведна личност која во своето срце ја носи Божјата љубов. Навистина е жално што христијаните не се замислиле над значењето на зборот проклет кога го измислиле ова верување, инаку никогаш не би било можно да употребат толку лош збор за Иса алейхи селам, Исус, кој бил толку богобојазлив. Дали ние можеме да речеме дека навистина некогаш постоело такво доба во кое срцето на Месијата било навистина оттуѓено од Бога, да го одрекол тој неговото постоење, да го мразел и да станел негов непријател? Може ли воопшто да замислиме дека Иса алейхи селам, Исус, некогаш чувствувал во своето срце дека е отуѓен од Бога, дека е непријател со Бога и дека е сосема изгубен во мракот на наверувањето и одрекувањето? Па кога Иса алейхи селам, Исус, никогаш не доживеал такви чувства и кога неговото срце постојано било полно со светло на Божјата љубов и знаење, тогаш, о интелектуалци, ова е местото за размислување. Како ние можеме да речеме дека не едно, туку 1000 проклетства се спуштиле на Иса алейхи селам, Исус, со сите своји зли значења? Чувај Боже, ова никогаш не може да биде. Како можеме да веруваме тогаш дека Иса алейхи селам, Исус, бил проклет? Колку е жално тоа што, кога еден човек го изрази своето мислење или го заземе својот став околу известна доктрина, тој не сака да отстапи од тоа, дури и ако сите зла на тоа верување јасно се покажуваат пред него. Навистина, за пофалба е спасот ако тој имал темел на вистината, но каква е желбата за спас, која ја убива вистината, и за еден возвишен пратеник и совршен човек, вели дека тој поминал низ состојба во која бил сосема оддалечен од Бога, дека во него, наместо потполна поврзаност со Бога, се јавило отуѓување и застранување, дури и непријателство и омраза, и дека мракот го исполнил неговото срце наместо светлото. Запамтете, овој вид мислење не само што го намалува достоинството на Исусовото пратеништво, туку е испротивно со неговото тврдење на духовна возвишеност, светост, љубов и Божјо знаење, за кои тој изнесува повторувани искази во Евангелијата. Погледнете го само Евангелието, каде што Иса алейхи селам, Исус, тврди дека тој е светлото и патот на овој свет, дека тој со Бог е во голема љубов, дека е благословен со чисто раѓање и дека е сакан Божји син. Како тогаш, наспроти овие чисти и свети врски, можат да му се припишуваат на Иса алейхи селам, Исус, овие атрибути на проклетството? Не, тоа никако не оди така. Нема сомневање дека Иса алейхи селам, Исус, не бил распнат, тоест не умрел на крстот, зашто неговата личност не ја заслужила на чистата дамка од смртта на крст. Штом не бил распнат, значи дека бил поштеден од нечестното значење на проклетството, а тоа без сомнение е доказ дека тој не се воздигнал физички на небото. Заради тоа што воздигнувањето било составен дел на целата шема и исход на распетието, неминовно од тоа следува дека тој нити бил проклет, нити слегувал во пеколот на 3 дена,
нити покрај тоа умрел на крстот, па така вториот дел од планот, тоест воздигнувањето на небото, исто така останува измислено. Во Евангелијата има многу повеќе докази од тоа што јас тука ќе го наведам. Еден од нив е тврдењето на Иса. А по воскресението мое ќе отидам порано од вас во Галилеја. Матеј 26:32. Она што овде е кажано јасно покажува дека Иса алейхи селам Исус, откако излегол од гробницата, отишол во Галилеја, а не на небото. Неговите зборови, а по воскресението, не го означуваат неговото враќање во животот после смртта. Поточно, Иса ги користел овие зборови во склад со она што тие ќе го мислат за воиднина, зашто како што на крајот излегло во очите на обичните луѓе и евреите, тој умрел на крстот. И навистина, ако човек биде ставен на крст, со клинци заковани во рацете и во стапалата, и се онесвести од тие болки, неговата состојба потсетува на смрт. Ако ваквиот човек биде спасен од овие страдања и се врати во свест, нема да се смета за претерано од негова страна, ако вели дека повторно оживеал. Нема сомнение дека спасувањето на Иса алейхи селам, Исус, од ваквата неволја било не помало од чудо, но не е во ред да се мисли дека неговата душа го напуштила. Навистина, во Евангелијата има пишувано за тоа, но тоа е само еден вид на грешка, каква што евангелистите направиле и на други места бележејки некои историски настани. Земајки го во предвид нивното истражување, коментаторите на Евангелието признаваат дека книгите на Новиот Завет можат да бидат поделени во два дела. Под еден, религиско учење кое учениците го примале од Иса алейхи селам, Исус. Тоа ја сочинува суштината на евангелското учење. Под два, историските настани, како што е семејното стебло на Иса алейхи селам, Исус, неговото апсење и тепањето, постоењето на чудотворно езеро во тоа време и така натаму, биле забележани од писатели, кои тие од себе ги пишувале. Овие настани не биле во објавата, туку биле запишани во склад со сопствените сваќања на писателот. На некои места наоѓаме големи претерувања. Например, наведено е дека ако се стават сите чуда на Иса алейхи селам, Исус, на хартија, овој свет не би бил доволен да ги смести сите тие книги. Какво преувеличување. Покрај тоа, сосема е во склад со вообичаениот начин на говор да се опише како смрт таква голема неволја, каква што била ставена врз Иса. Овој вид на изразување скоро да е универзален. Кога и да се избави човек од ваков скоро смртен момент, за него се вели дека му е даден нов живот или дека повторно се вратил во живот. Уште една работа која е вредна да се спомне овде е дека во Евангелието на Варнава, која е достапна во Британскиот музеј, пишува дека Исус не бил ставен на крст, нити пак умрел од тоа. Сега можеме со сигурност да кажеме, иако таа книга не е вклучена во Евангелијата и е одбиена без проучување, сепак нема сомнеш дека тоа е стара книга и дека му припаѓа на периодот во кој биле напишани и останатите Евангелија. Зарем ние, според тоа, не можеме да гледаме на таа книга како на стара хроника и да ја користиме како историски документ? И зарем не можеме да заклучиме од оваа книга дека во времето кога се случил настанот на крстот, луѓето не се согласиле околу тоа дали Иса алейхи селам, Исус, умрел на крстот? Освен тоа, само 4 Евангелија ја користат метафората за да го опишат мртвиот како некој кој спие. Не би било чудно ако оваа несвесна состојба се нарече смрт. Како што веќе напоменавме, пратеникот никогаш не лаже. Иса алейхи селам, Исус, својот 3-дневен престој во гробот го споредил со 3 дена кои Јунус алейхи селам, Јона, ги поминал во стомакот на рибата. Тоа единствено укажува на тоа дека како што останал Јунус алейхи селам, Јона, 3 дена жив во стомакот на рибата, така мора и Иса алейхи селам, Исус,
исто така да останал жив 3 дена во гробот. Денес го завршивме 4-тиот дел од книгата Исус во Индија. Еселаму алейкум.